Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Вечерва гостин во студиото после, така, да речам, подолго време е Бранко Геровски, човекот кој го сметам за еден од подобрите аналитичари и новинари во Македонија. Бранко, добро вечер, добре дојде. Добре, Ченко. Драго ми е што те гледам дека си во добра форма и знаеш што, секогаш сме разговарале директно за политичките теми. Твоето, например, гостување овдека кога овдека ја откри, ја отвори и ја презентираше на јавноста аферата со рекетот, боки, торбите, кики, фрики и така натаму. Морам да признам дека ефектите од таа емисија се уште траат. Значи, риран и така натаму. Но, повеќе пати си бил гостин кај мене и никогаш не сме разговарале за тебе и твојата кариера. Знам дека ова не очекуваше, ама јас ке ти поставам прашање. Кажи ми, од кога почнуваш и како почнуваш да се занимаваш ти со новинарство? Новинар сум, што се вели, скоро цел живот, нели? Подоцна некаде во својата 16-та година, во тогашен како средношколец, значи, како тогашен студентски збор, го објавив првиот новинарски текст под моје име и презиме потпишан, нели? Го уредуваше Роберт Чотаровски, еден наш повозрастен колега, сега покоен. И беше тоа прва моја средба со читателската публика и веднаш што вели народот чивија, нели, љубов на прв поглед. Година? Ги напуштив година, нека е тоа некаде 80, не, поране. Значи 80-та година сум завршувам средно училиште, тоа некаде 76-та, 7-та, 8-та година. Тука некаде. Втора година гимназија. Значи сум 86-та, да речеме. Така? Да, речеме да е тука некаде. Тоа е времето кога постоеја како, да речеме, два вестника, беше Нова Македонија, беше Вечер и како алтернатива беше Студентски збор и Младборец. Постоја вестник на албански јазик и на турски јазик, нели, Фљака е Влазаримити и Бирлик. Постоеше еден период Екран. Постоја изданија на Детска радост. Во таа голема куќа НИП Нова Македонија повек постоеа. Јас веднаш после тие... знаеш што беше најтиражното? Котелец. Да, Котелец и така натаму. Тоа беше изборот во печатените медиуми, во телевизијата беше прва и втора. Понекогаш кога слушам критики кон новинарството ан женерал, нели, за сите новинари генерално без многу некакви, како да кажам, со недозволени генерализации, помислувам и да кажам и некаде да трупнам, ќе искористам тука ве прв па да кажам такво нешто, па можеби ако е све така, но на црно и така натаму, можеби требаше да ги оставиме луѓето во времето на два вестника и две телевизии, прва и втора, нели? Можеби ќе беа луѓето посрекни и така. Периодот кога ја растам во новинарството и се образувам после на факултетот за новинарство е еден многу убав период. Се разбира, сите кога сме млади не е убав период, па и да нека е тој најлешиот период за општеството, но реално тој е период на еден либерализам во тогашното општество. Нели, комунизмот порека изумира, надоаѓа крахот, пропаста на тој режим и се е во принцип прилично либерално во тоа време. Југословенскиот простор е единствен, ние сме во ситуација да учиме новинарство да гледаме, да читаме од Србија, Хрватска, Словенија не можеме поради јазикот, нели, но тоа е еден огромен простор, така што и студентските години, првите обиди ги паметам како едно прекрасно искуство. Сум работел во кариерата во многу вестници, нели? Во Нова Македонија, во Вечер. Кариерата ја почнав слушнав во Остен, во сатиричниот неделник Остен, во неговите златни времења. Да, таму ми е првото работување во 84-та година. Значи,
пред скоро 40 години. Имам многу стаж, Јанко, кој ќе заминам во пензија, ќе имам многу Фул години. пензија. Ќе имам многу години зад Ама мене. јака пензија ќе имаш. Се надевам. Ако се дели уште пензија, нели? Ајде да се подсетиме и на тоа време. Дали имавте искуства, не влезе тогаш во режимските, да речам, оние прорежимски вестници, мејнстрим кои беа Нова Македонија и Вечер во тоа време, беше? Бев, како не. Дали во тоа време, моето прашање, нели, ти надоврзи се, но моето прашање, имавте ли комуникација, размена на искуство, кога велиш размена на искуство, учевме, нели, од овие, јас сепак би ги посочил, например, од Хрватска, Старт, кој беше феноменален за интервјуа, дизајн, естетика, на страната... Исти вкус имаме, да. Да, еротиката што ја има само на две страни и толку беше, тоа беше врвен магазин. Од друга страна, го имавме НИН, како политички магазин, просто... Па ми интересира едно твое согледување за тоа време, дали имаше комуникација со некои новинари, можеш ли малце да се присетиш на тоа време, на тие луѓе? Не, како млад новинар немавме директна комуникација, немавме човечка комуникација, бидејќи во НИН, во Старт, подоцна во Данас, Дуга, ако се сеќаваш на Каде Дуга? Ама Дуга беше ТВ вестник, ја мислам? Не, тоа беше еден лайф магазин, многу интересен, многу добро направен. Во тие, да речам, неделници, магазини, во она време работеа врвни новинарски пера, бардови на новинарството и луѓе веќе во години, да не зборувам и за борба, и за политика, и за тогашните дневни вестници. Вечерни новости беше најтиражниот дневен вестник од тогашна Југославија, со денес несфатливи 700-800 илјади примероци. И то во неколку изданија Во дневни. неколку изданија имаше едно 1, за 2, нашиот 3, дел. па и воредно дури и 4. Да. Сум знаел да начекам во Белград. Така е. Така што ние немавме комуникација со луѓето. Имав доста комуникација како млад новинар во Остен. Тука се правеше една убава манифестација Светска галерија на карикатури, па доаѓа од бившите југословенски простори добри карикатуристи и афористичари и текстописци од бивша Југославија. Тогаш имавме прилика да разговараме со тие продуховени луѓе, гениални афористичари и така натаму. Но јас за комуникација го сметам тоа што и за учење го сметам тоа што го читавме, тоа четиво кое беше во за денешни сваќања беше на некој начин старомодно, нели, во своето време. Во она време тоа беше едно врвно новинарство, беше новинарство кое беше, да кажам, слика и одлика на либералниот свет. Тогашна Југославија и Македонија во тие рамки, иако Македонија секогаш беше сметана, нели, за темен вилает, нели, или за последно дупче на свирката, нели, сепак и тука се чувствуваше тој либерален дух, и тука имаше изблици, и во тој студентски збор, Млад Борец се разбира, како некој корифеј на новинарството тоа време. Така што живеевме... Зошто го нарече Млад Борец корифеј на новинарството? На либералното новинарство во тоа време, значи... Ај малце да разјасниме малку. Ја те разбирам многу, но заради гледачите, и мислам дека временската дистанца е толку голема, да треба малку она зетгејстот да го фатиме. За разлика од 60 и 70 години, кога новинарството и се пазеше и имаше строги филтри, уреднички, кој што ќе напише, што ќе каже, што сакал да каже и така натаму, партијата сериозно. Во 80-тите години, после смртта на Тито, колективното раководство во Југославија, навистина ја либерализираше целата, ајде да кажеме, целото чувство. Значи, не само политички, туку економски, уметнички се јавија првите Ное Словенише Кунст во Нови Сад, знам Горан Трајковски, ова со вој, сега се блокирав, и така натаму, значи неколку алтернативи, Лајбак се создава, критика кон
црвените моќници, беше просто неверојатно. А да, велам, Југославија го имавме просторот што даваше едно широко небо да се почувствуваш баш онака како некоја, неќам сега да го вулгаризирам, ама мини Европска унија. Дал сакаш Босна, Словенија, Хрватска, тоа беше широк простор да смениш временска зона, што се вика, и клима да смениш. Тоа дава големо чувство, знаеш, на овако. Но ме интересира кога, иако овие мејнстрим весниците си остана и медиуми, си остана, нели, под строго, да речем, насоката на партијата и така натаму, млад борец, студентски збор, па и да речем некои театарски алтернативни, Зелената гуска се појави и така натаму, беа баш тоа чувство на, ти го нарекуваш либерализам? Па да. Јас го нарекувам либерализам. Искрено кажано, ако се сеќаваш за тоа време и тогашната компартија, нели, го нарекуваше граѓански либерализам, либерализам и граѓанска десница. Тоа не го... Тоа беа условно термините за овој прием. Не го памтам ова. Ајде, објасни го малку пошироко. Значи, постоеше мејнстрим основна филозофска, идеолошка и политичка линија, што ја дизајнираше, нели, Сојузот на комунистите во тој период, во цела Југославија, па и тука, некаде со поголеми стеги, некаде со помали, кај нас за жал беа поголемите стеги, бидејќи таква средина бевме, нели, малку поконзервативна, а поинако е во Словенија, поинако е во Хрватска. Се друго што беше жестока критика насочена кон тој режим, што беше и изблик на национализам некаде во 70-тите години, што беше во крајот на 60-тите, 68-9 година, студентско движење, студентски отпор, се друго се сметаше за десница, бидејќи, нели, ова е левица. Левицата беше официјална идеологија, граѓанска десница и либерализам. Зборот либерализам во она време означуваше нешто лошо. Значи, либерали во тоа време во Македонија беа Славко Милосавлевски, например, Крсто Црвенковски. Двајцата се реално, Крсто Црвенковски многу повеќе се всушност комунистички лидери, но бидејќи се нашле во немилост, во кадровски спорови, во идеолошки спорови во тоа време, веднаш беа квалификувани тие луѓе како либерална десница, граѓанска десница, либерали. Порано во 50-тите и 60-тите години ги нарекувале ревизионисти, нели? Во суштина поимето е исти. Станува збор за обид, за отклон од таа генерална некаква идеолошка линија што ја гони, што ја фура во тоа време Сојузот на комунистите на Југославија, која не е толку страшна, не е толку драматична, но јако во тоа време немало плурализам, немало повеќе политички партии, но не значи дека немало борба за власт, како и денеска. Имало фракции, имало групи. Значи, да, беше еднопартизам, имавме влада, но знаевме преку ноќ цела влада да биде сменета со нова гарнитура, нови луѓе. Имало разни видови фракции, од идеолошки овие за кои зборуваме сега, до во Македонија беа многу популарни роднокрајни фракции. Значи сега се галичани на власт. Галичани еден период беа така е, галичани беа вечни директори, нели, вицеви за тоа. Па после се Штипјани од Источна Македонија, па Кавадарчани многу една јака. Сега се Струмичани. Дури по таа линија, малку роднокрајна, ја рекувам ја накарадна. Ја викам па нешто сумутно. Не, тоа е една друга линија. Во секој случај станува збор реално, гледано од денешен аспект, за борба за власт. Таа борба за власт, тој да речам, тие спорови објективно се пресликува и во структурите на универзитетите, на афилираните интелектуални структури во тоа време, или до партијата, или контра партијата, и тоа се осликуваше, се разбира, и во медиумскиот простор. Во Македонија, да се вратам на прашањето, па
скоро до 90-тите години, до распадот на бивша Југославија, се уште имавме на прилично тврда, сериозна партиска линија, нели, единствено уредувачка политика која генерално се промовираше и се дизајнираше во Централниот комитет, во ЦК, во денешната влада, што е зградата, во таа зграда. А просторот за толеранција беше во што? Просторот за толеранција беше во тоа колку ќе се дозволи да има и поинакви гласови, за да се создаде впечаток, да се вентилира некаков притисок, знате. Значи, партијата, да речам, владеачката структура, не дека они предвидувале, туку тоа биле природни процеси. Чувствувало што се случува во светот, така да тие тврди линии, кои, да речеме, и Америка имаше страшно тврди линии, каде што имаше прогон на комунисти, нели? Они имаа страшен прогон, класично на Макнамара, која ги прогонуваше во цел Холивуд, кој бил пролиберален или така натаму и така натаму. И тоа беше некаков одбранбен механизам и на исток и на запад. А во овие години се јавуваат зошто овие борба за власт апсолутно, но зошто се јавуваат и зошто се дозволува, зошто партијата не играше тврдо, затоа што беше свесна дека не може да игра кога и во цел свет тие стеги попуштаа или? Не, затоа што Југославија, таква каква што беше како држава, никогаш не беше дел од источниот блок, од таа цврста политика на цврста рака, позади железната завеса од онаа страна. Југославија беше некаде помеѓу. Тампон зона. Некаде помеѓу, или да употребам, нели, една реплика од еден наш добар познат филм, нели, Исток не отпиша, Запад не запишува, од Срекна Нова на Столепов филмот. Тоа е отприлика позицијата на Југославија и секогаш Југославија, да речам, комунизмот, системот бил полиберален, далеку полиберален од тој во Бугарија, например, соседна е сега, ние сме во некакви одношенија кои се вака битни значени, и ако се сеќаваме на минатото, драматична разлика, не може да се спореди она што беше тука, она што беше Југославија. Чекај, памтиш ти тенковите на граница бугарите кога ги ставаа 70-ти години? Дури како дете го памтам како коментари. Дете го памтам како коментари, како политичка свесност во тоа време се разбира немам, премлад сум, но знам за тој период се разбира, за тие драми. И од тука е всушност и една потреба постојана на режимот во Југославија да врши вентилирање, на попуштање на притисокот. Тоа е тактиката и на југословенскиот лидер Тито. Ако се сеќавате што прави Тито во 68 година, кога имаме овдека страшно кога велам во бивша Југославија, во Белград посебно, но има и во другите градови во бивша Југославија, страшно движење. Студентски отпор, либерален отпор и така натаму. Тоа не е југословенско автентично движење, туку е генерално во 68 година на отпор во Европа. Значи, Франција, Париз, протестите. Глобален на некој начин. Процес. И тој политички гений на Тито сваќа дека во еден момент тука мора да попуштат некои стеги, мора да се пушти крв, нели? Мора да се дупне малку, да се направи вентил, нели, во тој балон што се дуе, за да се извентилира притисокот. И од тука доаѓа она прочуена одлука на Тито во тие студентски демонстрации во Белград, кога излегове вели другови студенти се управо. И после настанува хаос, нели, во државниот врв. Другото Тито рече дека студентите се во право, настануваат некакви промени, генерално косметички промени, но во суштина луѓе страдаат, значи луѓе кои биле на позиција од утре са бајде се будат веќе не се прави едноставно класично вентилирање, класично попуштање на притисокот за тој систем може да се одржи уште некој време. Но Југославија, играјќи ја ај се у политика ќе те фрлам, па баш ме интересира твоето размислување, па пак ќе се вратиме на твојата кариера, има и тука интересни моменти. Југославија во тоа време трпи голем притисок од исток, но во исто време трпи и од запад. Кога сваќаат и едните и другите дека многу тешко целава територија ќе може да се, бидејќи Тито прилично добро ја владееше, направи добра структура на владење, почнаа да играат друга, со помош.
мислам дека само Соединетите Американски држави имаат дадено до распадот на Југославија 52 милиарди неповратна помош. На страна 28 милиарди кои ги завршивме како долг, па ги отплаќавме. Мислам дека он, чувствувајќи го тоа, дека не може долго да ја игра таа игра, ги прави неврзаните. Тоа е, мислам, најмаестралниот политички потек што го има направено во историјата, затоа што одеднаш во еден биполаризиран свет се стави трет фактор, Да. кој сериозно малце им ги разлиша плановите, бидејќи, нели, ти даваат помош, ама знаеш дека ти работат на терен за да ти изроварат и така натаму. И така да до неговата смрт, мислам дека таа игранка со неврзаните, која беше чисти формализм, ништо немаше, мислам, оваква, ама пак држеше како политички статус Обединети нации, политичка сила. Тука беа Египет, Либија, Иран, Индија. Да, Тито, Нехру, Насер и така натаму. Тито, Нехру, Насер. Да. Јанко, ако читаш денеска историчари кои зборуваат за тоа време и за таа личност, за Јосип Броз Тито, во повеќе статии се зборува за Тито како за некој контроверзен феномен, како за човек кој и неговата биографија е неверојатна, буквално неверојатна, како да е некој чудак, визард, некој да е на своето време. Ја во принцип не верувам во таква историја, односно во тоа дека настаните се случувале со таков тек поради, како да кажам, поради силата на поедини личности, ако не го спорам уделот на личноста во историјата генерално. Југославија, таа таква каква што е, всушност е формирана како продукт на Јалта, како продукт на договорот за тоа како ќе изгледа светот после завршетокот на Втората светска војна. Таа е некаде на средината на поделбата меѓу Исток и Запад и тоа не е дело на Тито, немало да биде дело ни на Дража Михајловиќ ако превагнела таа опција во она време. Тоа е просто таков тип на поделба на направен, кај што во Јалта одлучуваат четворица големи лидери, односно представниците на главните сили победнички во таа војна. И така е всушност создадена Југославија. Впрочем, и првата Југославија, кралска Југославија или кралството на СХС е версајска творба. Формирана држава затоа што овде има повеќе мали држави, постојано војни се случуваат овдека, две светски војни, две балкански војни, почнати новој простор, сето тоа во 50 години. Што мислиш, паметна одлука ли била Јалта и Версај да се направи? Немало друга одлука, затоа што ти кажувам, сега? во 50 години се почнати две светски војни. Добро, втората не е тука почната, да е проширена, првата е на некој начин и тука почната, нели, со настаните во Сараево, нели, и две балкански војни во 50 години, страшно крвави војни со многу, се преломени тука во овој дел од светот и кога нема излез е направена, нормално светските дипломати прават еден Франкенштейн, една вештачка творба, која е единствено всушност и можна во тој период. Југославија од Јалта, создадена и после до нејзиното распаѓање, всушност не е ништо друго, освен тоа, освен еден, ти го нарече бафер зона. А не дека е продукт некаков природен, ние браќа со словенците, па и ке живееме у една држава. Никогаш немало таква интенција. Значи, имало една југословенска идеја, нели, во текот на од некаде бидејќи традиционалната блискост помеѓу словенците и србите е многу јака. Значи, кралот да се признава и така. Ќе забегаме многу. Да, ќе забегаме добро, во ред. Добро, но тоа е генерално контекст во кој ние растеме како држава. Добро, да те прашам вака. Кого да викнем за интервју да збориме, да ми збори за ликот и делото на Тито? Ја не знам човек кого во Македонија би можел да покана. Еве ти која би требал да правиш еден фејтон, кого би му дал да направи фејтон за Тито? Некое лично видење. Па да речеме еден од луѓето кој имал
повеќе контакти, ако и услов е нели човекот да е жив и да е во добра кондиција, да може да, говорна, пишува, и да зборува, да го работи. Например, е мојот повозрастен колега, поранешен уредник во изданието на Комунист Ристо Лазаров, поетот, кој се еште во добра кондиција, пишува поезија и така натаму. Ќе ми помогнеш да стапам у контакт со него. Ќе се обидам, многу е тврд, он е на пат помеѓу Чешка и Македонија, некаде со една нога таму, друга тука. Но ќе му ја предложам идејата, може и ќе види, може ќе му се допадне. Извонреден соговорник и познавач на состојбието тоа време, ако не на некој настани директен сведок, тогаш е близок со луѓето кои биле сведоци на тоа време. Пази, сега, се уште ни се збори Тито и Југославија, а сериозно нема некој познавач кој може да збори за ова. Не се враќаме на твојата кариера. Дали во тоа време ти заедно паралелно работите и со Никола Младенов? Се познаваме, работиме паралелно, не можам да се сетам, често помислував, мислам дека во студентските денови, кога Никола Младенов, он е, мислам, година, 2, 3, може би помлад од мене, беше помлад од мене. Дали во тој период објавувам нешто, може би за колегата Дамовски да имаме некој прилази пат како студенти во Млад борец, може би не, седно, но се познаваме, современици сме. И Младенов, екипата пред Младенов, делумно и екипата откако Младенов нели прави свој неделник натаму, значи во тој период практично фокус е се извинувам, фокус на Младенов, нели? Млад борец, фокус подоцна се разбира, е едно средиште на, јас го некам, либералната мисла во журнализмот. Не е тоа во смисла на журналистички стандарди, автори и така натаму, не е тоа врв на журнализмот во Југославија. Но е храбро не е врв ни во Македонија, но така. апсолутно е место каде што луѓето практикираат една слобода за која реално и сами се борат. Делумно во еден период по овој систем за кој зборувавме на вентилирање на енергијата, им е и дозволена. И јас сум почувствувал таков тип на дозволена слобода именно во тој остен за кој зборуваме, нели? Знаеш дека некој те пушта, слободен си, комотен си. А те пушта заради вентил или те пушта да се истрчеш па да си знаеш со кого си има работа, па утре пендрего да го јаде? Не сме биле ние толку многу значени, млади сме биле, за ние да ако полициската работа е класична. Пушти ги за да ги видиме кои се. Јас се кеам како млад новинар во Остен пишував многу во еден период за Љубисав Иванов Дзинго. Тогаш имаше штрајк во Кратово, во една фабрика која се викаше Иднина, која не знам Љубисав Иванов Дзинго сакаше да ја завладее, да ја држи под контрола и така натаму. Кратово беше секогаш нели таков град, како да кажам, не знам, кажи. Феудална, така. да речеме, феудално градче на Љубисав Иванов Дзинго, некојаш било тоа добро, некојаш лошо. Но во секој случај имаше еден долг штрајк. Најдолг штрајк во на време, некој не знам, 40 дена. Тоа беше неверојатна работа. Тие луѓе, јас одев кај нив и пишува во тоа време во Остен полушеговити, полуафористични, но мощно сериозни, да речем, критики, не само јас, и некои мои колеги други од Остен, пишувавме за Љубисав Иванов Дзинго. Што беше проблемот? Плати? Проблемот беше што тие не сака да бидат дел од империјата Силекс. И сега не знам, веќе не памтам точно што беше проблемот, но ми остана еден впечаток дека ни беше дозволено, а може би дури бевме малку и потикнувани, или нашите уредништва беа потикнувани, малку да го колеме во наводници стариот Дзинго. И тоа беше многу, тоа беше показ на она што на системот кој дозволува ние да одглумиме нели слобода или и реално да, мислам, одглумиме во реално. Времето кога Петар Гошев е на чело? Не,
ова е пред тоа, но доваѓа веќе тој период. Доаѓа период. Доаѓа, Каде си ти надоаѓа веќе тој после период. тоа со работа? Јас сум некаде, прво сум во Остен, потоа сум после 2-3 години преминувам во Нова Македонија во Скопската рубрика. Преубаво искуство ми беше уредник Панде Колемишевски. Панде Колемишевски, жив. Често сега го среќавам во моето мало и така со некои радосни средби имаме на улица. После со Панде бевме нели голема жестока конкуренција во времето на Дневник. Но во тој период јас бев дел од таа школа Нова Македонија во Скопската рубрика. Сега луѓето, младите новинари не знаат што значи тоа скопска рубрика, бидејќи веќе нема скопски рубрики, нели? По медиумите имаме мали у принцип медиуми. Во тоа време скопската рубрика броеше 20 на новинари. Може да замислите, само една рубрика Скопска Нова Македонија своји 20 на новинари, во кој имавме жесток новинарски тренинг на дневна основа. Буквално работата. 20 луѓе треба да пополнат 2 страни, дотуше не голем беа Нова Македонија, нели, дупли, но сепак 20 луѓе, тоа е на армија, голем дел од нив комунални талентирани, проблеми, сериозни, сообраќајни. Јас сум покрила град Скопје, општина Газибаба и така натаму. Значи покриваш она што е градски живот, условно речено, city section, нели, како во секој голем весник. И тоа беше за мене еден сериозен журналистски тренинг. Потоа преминав... Што, вака, кога сме за Скопје, тоа е веќе тука си негдека колку 30 на години. Од 69-та треба да е повеќе. Што значи млад човек си искачаш. Кој пишуваш па и за Скопје? 53 години, значи. Што е? Тука си 50? Да, и 2 години точно. 52 години? Од 61, јас сум од својата 7 година во Скопје. Чекај, не те разбирам, чекај. Кој Ја имам годиште? 61 година, 62 годиште сум. Па јас сум 62 годиште. По 69 јас Па сум. 90-та година ја бев дисџокеј. Нема шанси, ја имав 30 години. Збориме за 90-та година. Да. Па 90-та година си имал 30 години, бе, човек. Јас сум од 69-та година живеам во Скопје. Преселен сум од Скопје. Се е тоа убаво. Да. Значи, што ми збориш, какви 53 години? 53 години си бил пред 10 години. Не, на 53 години живеам во Скопје, идејата ми беше тоа така да се кажам. добро. Не се разбираме. Значи, млад човек си искачаш. Кој ти е впечатокот за Скопје, тебе, во тоа време? Прво, морам да кажам дека Што ти е шармот искачав на со Скопје? луѓето од мојата генерација, значи, тоа е период кога, нели, постоеше на стандардна шема. Јас бев во гимназија Орце Николов во гимназијалец, подоцна Ја бев со Бранко у Ѓорѓи Димитров. Знаеш како беше, се излегуваше пред Ванила, потоа се оди се договара друштвото во која дискотека, каде се оди, дискотеките беа во тоа време хит. Малку подоцна, како што станува повозрасен човек, се врти спрема кафеаните, нели? Не спрема дискотеките. Но морам да кажам дека и не бев еден од оние млади момчиња, девојчиња кои беа палави, нели? Во смисла на тоа да сум бил присутен на сите возможни, невозможни журки и така натаму. Напротив, бев бубалица, како ученик, Нърд се вика а и тоа денеска, добро. како студент. Значи, нърд, си имав некои своји малку позатворен живот и малку по кругови на пријатели кои беа да речам, по камерни кругови на пријатели, така што веројатно не си ме гледал и во тој период на тие журки во 90-ти години, затоа што едноставно не сум бил таму, не сум бил многу во тој живот вклучен. Повеќе сум бил врзан за книгата, за читање, за некои своји езотерии, нели? И тоа е животот, така што го паметам Скопје како една прилично жива средина во тој период, значи Кој место ти беше омилено? Која кафана? Што јадеш? Одевме главно во Јадран, на пример, арапска куќа. Интересно. Тука се дружевме во Памтиш ли некој средношколските конобар, делови. готвач? Не, Ништо не памтиш? Не памтам ништо, а и во годините полека се забораваат некои работи. Се забораваат, фала Што Богу. можеби се паметеле.
Моја нешто да исчепкам, оти имам некој проект Шарбот на Скопје, па од луѓе вака детал ќе фатам само. Не само то ние луѓе за кои може да има скопјани, нели, кои би биле идеални за тој твој Има. Доаѓаат овдека, ама скопски рете фаци, да те скопски прашат. фаци. Така, јас си бев малку поинаков. Кажи ми, значи, што ми рече после Остен си во Нова Македонија? После Остен сум во Нова Македонија, кај што имав еден добар тренинг. Потоа поминувам во Комунист, во тогашниот неделник на Што требало да преминеш у Комунист? Треба да си комунист? Да. Добро. Додуше за добра кариера и во Нова Македонија, и во Вечер, и во другите места требаше исто така да си член на комунистичката партија. Но за овој комунист за кој зборувам, не беше многу читан, нити продаван, за разлика од Нова Македонија и Вечер. Комунист беше што? Партиски... Комунист беше страшно многу продаван, ама на еден чуден начин во тоа време, врз база на предплати во основните организации на Сојузот на комунистите. И сега ако си ти директор на некоја фирма кој ќе ти дојат да ти направат предплата, оди 100 комада минимум. Оди речи не сакам. Во таа смисла, реално тиражот беше висок. Нешто друго е многу важно, Јанко, за комунистот тоа време. Таму имаше одлична екипа на луѓе. Уредник ми беше спомнатиот колега Лазаров. Таму бевме со ајде, можеби нема да му биде непријатно, некои луѓе ќе спомна со Томислав Османли, например, бевме таму со една прекрасна екипа. Некои од Никола Николовски, сега покоен, извонредни добри новинари. Значи, луѓе со кои заедно соработувавме. Манчо Митевски ми беше непосреден колега од Утрински весник. Од Утрински весник колега новинар, повозрасен. Ние бевме млади, јас во еден период и Сашо Дамовски после мене. Бевме заедно и Комунист во тоа време беше едно место каде што, како да кажем, се негуваше едно многу интересно новинарство и таму беше поприлично слободно и либерално во еден период. Дури некаде со доаѓањето на Петар Гошев во партијата, кога се создаваат овдека две крила, нели, едно ова либерално, човекот што ја реално го носи духот на либерализмот и на демократијата и на пазарната економија во Македонија, може кој што сака да каже, тој човек се вика Петар Гошев. Да не се лажеме, да не си играме играчки, тоа е тоа, вистината. Во тој период многу луѓе пишуваат во Комунист, например, Фрчковски, например, Никола Поповски во тоа време. Во тоа време тие се млади либерали во партијата. Пишуваат за теми кои се од денешен период неверојатни. Например, се сеќавам стариот Евгений Димитров, професор по уставно право на правниот факултет, татко на Сашо Димитров, нели, што беше наш познат дипломат, така натаму. Пишуваше и објаснуваше, тој некаде 87-8 година, за изворниот карактер на на републиките во Југословенската федерација, односно неговата теза беше дека не е Македонија создадена или подарена, туку Македонија, како и другите републики, просто здружиле дел од својот суверенитет во Југословенската федерација, дека тоа сега треба да се признае. Во тоа време да се каже, да се напише нешто такво беше навистина рамно на ерес. Зошто? Што е различното од како се перцепираше тогаш? Во Србија на власт е Милошевиќ. Во Македонија како политичка опција доминира српскиот хегемонизам во Македонија и кадрите кои го потврдуваат српскиот хегемонизам, противниците на така наречените младотурци на чело со Петар Гошев во партијата. Така ги нарекуваа во тоа време. И тоа беше многу сериозна битка, многу сериозна борба. И на некој начин таа борба се преломи и низ Комунист, и низ другите печатени изданија во тоа време, но посебно тука, и ја бев некако во средишто. Не ме разбираш.
каква беше перцепцијата за личниот идентитет национален во тоа време, или националниот идентитет беше забранета тема, за да кажеш дека ние од некаков суверенитет и тоа било, да речам, некаков голем либерален исчекор, каква била претходната перцепција за тоа кој сме, шо сме? Здружени сме, значи Срби, Македонци, Босанци, Словенци и така натаму во една земја. Од каде? Како? Природно не, нели се согласуваме. Така како идеолози, ајде помлад човек и не размислува вака, ама позрели луѓе интелектуалци. Знаете, ние сме Каква беше општата перцепција? Јас сум веќе возрастен човек и можам да посведочам дека никогаш во мојот живот, значи кога сум бил најмало дете, кога првпат можеби сум бил прашан кој сум, што сум, нели во животот, ја не сум доживеал некој да ми каже дека сум било што друго освен македонец и дека мојот јазик е било што друго освен македонски јазик. Не знам дали ти имаш такво искуство, но мислам дека не се сеќавам да во тој период се вршеше некаква пресија врз македонците да се декларираат поинако, се чувствуваат поинако и така натаму. Да, српскиот јазик, српско-хрватскиот јазик во она време беше доминантен јазик поради културата, поради медиуми и така натаму, но ние бевме слободно македонци. Проблемот беше овој. Ако во она време се кажеше дека ние сме здружиле дел од својот суверенитет во Југословенската федерација, тоа значеше, тоа е 88 година, се чувствуваат првите обиди, пазите, Словенија и Хрватска, уште во тоа време велат, ние веќе со таа држава тешко ќе функционираме во Југославија, сакаме надвор. И ако ти кажеш дека ние сме се здружиле и сме дале дел од својот суверенитет, а тоа е изворно мој, наш, македонски, тоа значи дека утре можеме да се раздружиме. И да така и се случи. Па нели со уставните промени 73-та кои требаше да релаксираат оној хрватски национализам и така натаму, да секоја република си има некоја, да речеме, уставно сувереност и така натаму. Мислам дека тука направена таа проект. Тука е направен тој проект 74-та година се уставите нов устав всушност е донесен 74-та година, тој е најлибералниот југословенски устав и тој доаѓа после оној период на либерализам, после 68-ма, после либерализмот и национализмот во тој период во Хрватска, во Словенија, во Србија и тоа е решението на Тито, нели, на Комунистичката партија, еден таков прилично либерален устав во кој ние реално. Меѓутоа историски гледано, ако сакаш, и тезата, например, на професор Димитров во тоа време беше дека и таа е реално така. И во документот на Авној, каде што првпат всушност се спомнува македонски народ и посебна држава, нели? Македонски народ како конституент на Југословенската федерација, нели, тоа во документите на Авној го има. Тамо во дикцијата на тој документ јасно се гледа дека никој никога не принудил, дека тоа се народи кои ги се здружиле во остварувањето на една цел, а тоа е заедничка федерација, мокна Југославија и така натаму. Тоа е дикцијата на тој документ и тоа се објаснуваше тоа беше главна тема 88, 87, 8, 9 до 90 година кога почнува и процесот. И како да опстане Југославија, се сеќам у која форма, федерација, лабава федерација. Имаше директен предлог на конфедерација, нели, од словенците и хрватите. Знам кога бевка и Младенов 88-9 година у негова редакција и гледам еден голем федар, вака му виси. Вика, шо е ова? Ова ти е, вика, федерацијата, вика. Ова ти е федерацијата. Демек, како се заебаваат со озбилни работи, во тоа му беше. Добро, не е битно. До кога си во комунист, да се вратам на твојата кариера? Добро, се распаѓа компартијата, се распаѓа комунизмот, паѓа Берлинскиот зид и така натаму. 89-та? 89-та. Јас се враќам од комунист се враќам во истата куќа сме цело време, тоа зградата на НИП на Македонија, денешното Министерство за
Многу министерства има таму што има за образование и така натаму. И преминувам во вечер, весникот, уредник ми Александар Ивановски во тој период, исто еден прекрасен новинар и прекрасен либерален дух. И во тој период имаме исто убави спомени, таму сме, например, во тој период заедно со Горан Михайловски, од луѓето што повеќе ги познаваат помладите колеги денеска, иако и Горан е веќе во години, како и јас. Има еден убав период и тука се случува... Горан Михайловски, сакам да кажам. Да. Вест што го држиш. Да. И во тој период, таму поминувам пака едно, колку, 4 нешто години. И тој период на мојата всушност... До 92-та, трета? До 95-та година. До 95-та, добро. Година, до 95-та година, 31 декември. И на 31 декември 95-та година, јас, колегата Сашо Дамовски и уште еден колега Миле Јовановски, фатени во подготовките на новиот наш проект Дневник, независен дневен весник. Ние не се ни криевме, разговаравме многу меѓу луѓе, но така се создадена фама дека сме правиле кој знае што и така натаму и ни беше сугерирано дека ако правиме нешто надвор од куќата, ќе ти кажам како одлучлив јас барем да влезам во еден таков жесток проект, дека ќе треба да си дадеме откази. Тоа беше веројатно некоја закана и ние во канцеларијата на колегата Панде Колимски се нацртавме на 31 декември, си поднесовме откази, почекавме 3,5 месеци и на 20 март 96 година го стартувавме Дневник. Одлуката клучна за таа работа што јас во тој период, барем од моја страна, бе во една ситуација која беше генерално неискрена према себе, спрема колегите и спрема моите идеи за тоа што сакам да правам во животот. Март 96-та. Март 96-та почнува, но претходно ти кажам во вечер. Дневник стартува тогаш, така. Постојано имавме некои кавги со колегите, јас нешто бев као дисидент, па се малтретиравме, па се расправавме. Јас знаев како треба да изгледа вечер, како треба да биде и така натаму. Дури кога почина уредникот Ивановски, конкурирав за главен уредник и веројатно моето конкурирање служише за подсме во тие таму кругови во Нова Македонија и така натаму. Многу твои конкурирања служеле за подсмев, а пак си направи сериозна и респектабилна кариера. Се случи една многу интересна анегдотска ситуација, но вистинска. Во тие кавги имав еден уредник, иначе многу фин дечко, Стојан Насев, во тој период. Не знам дали си имал прилика да го запознаеш. Човекот беше така. Океј, си тераше, си работеше, се бркаше својата работа. Ја му бе стално нешто конкурент, нешто, го гњавев човекот просто. Го гњавев, душа му вадев на човекот. И денес ми рече, тоа беше што кажеш. Абе да дојдеш да ми кажеш нешто. Па нешто да најдеме, некој кредит, па кола да купиме. Добро бе, добро бе, да. Виски да се напиеме. Ти ме гњавиш, вака треба, така треба. Колега бе, добро. И ми рече, ако толку многу знаеш, тоа не си направи сам? Вие тројца го правите? Тоа мене ме удри како чекан по глава. Вие тројца ја носите идејата. Да. Ти, Дамовски и Миле Јовановски. И Миле Јовановски. Океј. Да стартуваш Вестник во тоа време, бараше огромни финансиски средства. Не. Дали нема да се сложам, али ќе поставам прашање. Кој го финансираше? Точно. И ќе ти кажам кои се шпекулациите кои доскоро ги слушав, додека не се оттргнав од некој друштва. Па 30 години без шпекулациите. Да, шпекулациите беа дека се тоа пари од полиција, поточно од Фрчковски. Еднаш на телевизија уште во тоа време, кога беа големи кавги со Нова Македонија, и беше поставено исто вакво прашање. Леле, ја во една голема... Ја новинар од Старков од... И ја во една... Која телевизија, само кажи ми да знам? Во една голема лутина, мислам дека на македонска телевизија имаше на дебата, и во една голема лутина реков, Ча не можам да демантирам, да се убедувам постојано дека не е така. А тоа е најопасно, нели? Како вика, постави му ја тезата и нека се копрца. И кажав една работа што после служише како сериозна анегдота, кажав, луѓе, во живо беше емисијата како ја ова велам, нека се јави еден човек, било кој,
на кој Фрчковски му дал пари некакви. Јас знам у 103 дека даде пари за првиот ТИФ фестивал, 100.000 евра да ги донесеме продичи. Океј, супер. И тоа беше да, министер супер, на МВР. Супер. Како добивме 100.000 евра? Добро, ама тоа се Марки. Ама тоа се пари од МВР, претпоставувам некој. Не знам. Прекрасен потек, Не знам. но во принцип Не, во суштина, да, иначе криминално крајно, да. Тоа иначе Јас сум преблагодарен, ги донесовме продичи кога првиот албум се појави, културолошки феномен, експлозија беше. од луѓе како Фрчковски, Добро. како Ѓунер Исмаил, па во известна смисла и од Бранко Црвенковски, тој период, ние добивме нешто друго што беше поважно, а добивме на некој начин политичка поддршка. Или, подобро речено, политичка поддршка се состоеше во тоа дека нема да го спречат проектот, да не ликвидираат. Проектот зависеше од три клучни работи. Зависеше од пари кои во тој период ние ги обезбедивме со кредит од, точно ќе ти кажам, 140.000 марки од фондацијата Отворено општество Сорос. Во тоа време беше Соросова фондација, нели? Сорос исто во тоа време и го отвори Фокус. За Никола Младенов, затоа што првиот состанок, да го кажам чисто, да ти искористам, ќе си правиме муабет. Мислам, баш сакам да те слушам ово све што го говориш. Ме викна, ме покани у првата постава да бидам, ја тогаш радио ме интересираше. Состанокот беше во седиштето на Сорос фондацијата, сега е тоа Млади и спорт, знаеш, кај што беше однека на Ќошот, кај Симпл, и во канцеларијата на Милчин. Кога јас влегов, Милчин се поздрави со мене, твојот другар, и излези и ме остави мене со Младенов да ова. Ја не можев да ги поврзувам тогаш работите. Му се заблагодари, викам, ја не ме бива за пишување, ама она, бидејќи со Младенов сме од детство заедно бевме, и ме знаеше и ме слушаше како зборам и он сакаше тоа на хартија да го пренесам и така натаму. Така да Сорос помогна во демократизацијата на... Сите тие одлуки се разбира, значи првенствено Сорос, затоа што освен тој кредит за кој инаку, сакам да го кажеме тоа, да не мислат луѓето дека тоа беше само некаков подарок. Колегата Дамовски, кој единствено имаше собствен стан во тоа време, го заложи под хипотека. Така што не беше наивна работата баш. Како под чија хипотека? Па за кредит се дава хипотека. Не може без хипотека. На Сорос го заложил? На фондат преку банка идеше тој кредитот натаму и требаше да се обезбеди кредитот, кредитната линија. Значи директно не беше од Сорос, туку идеше преку банка. Па мислам технички тоа е префрлање преку банка, но Соросовата фондација го дава, беше кредитор. Значи не беше тоа извадено кеш па беше класичен кредит, бескаматен, значи страшно поволен, но сепак мораше да се даде обезбедување. Сега точно како се изведе преку која каква банка не знам, но знам многу добро бидејќи имаше ризикот, а тоа е како и на секој кредит, ризикот можеше да стави хипотека, падна на единствениот од нас тројца кој имаше стан во своја лична сопственост, тоа беше на Дамовски. Тоа е едно што сакам да кажам. Второ што сакам да нагласам е дека Сорос фондацијата во тоа време учествува во претходно во купувањето на првата печатница Рото, печатница во Македонија, Европа 92 во Кочани, нели? На Радко Димитровски, тие практично ја купија со идеја, тоа не беше без идеја, со идеја имено да се печатат независни печатени изданија во Македонија. Затоа што во тогашната НИП во Македонија не постоеше расположение да се дозволи влез и печатење на такви изданија. Тоа го направи Соросовата фондација. Без тоа немаше да го има дневник и немаше да има други печатени изданија во тоа, другите дневни вестници. Сите ги се печатеа кај Радко. Улогата и на Радко Димитровски во развојот е огромна. Потоа, значи прво беа финансиите, рече три фактора се добивме и факторот, човечкиот фактор и големата желба. Ние бевме навистина посветени, ние ризикувавме се. Бидејќи кога излеговме, ние знаевме дека враќање назад ни нема. Но, сакам да кажам, ти добро што го спомна, Милчин, човекот кој практично одлучуваше за
сите овие проекти и што има огромен придонес. Тоа не сме никој мене ми е многу тажно што тој придонес денеска го негираат именно од партијата на која беше близок Владимир Милчин. И на која најмногу и помогна. На која најмногу и помогна. Тоа е многу тажно и тоа е многу безобразно и нечовечки. Но тоа само покажува дека ништо не останало од таа партија, дека ова е сосема нова структура која само носи бренд стар. Ја вака ќе речем тоа, простаклук и некултура, просто кажано. Но поентата е во тоа дека тој човек имаше огромен придонес и сите овие фактори требаше во еден момент среќно да се спојат на едно место и да се направи плурализација на печатениот простор. Да, во тоа време Никола Младонев со Фокус играше клучна, значајна улога, но Фокус сам по себе беше неделник, тиражен, но сепак само неделник, недоволно моќен да направи сериозна, како да кажам, да направи пресврт во општеството. За да имаш јака сцена, потребни се неколку. Дневен вестник, неделник и телевизија. А1 телевизија, која исто така Сорос ја направи. Беше со сериозна поддршка на Соросовата фондација. И пак за да имаш јака плуралистичка сцена, нели ти треба јако новинарство, треба плурално новинарство. Да имаш демократска држава, мора да имаш сериозно, да имаш плурални медиуми. Медиуми вакви и такви. Луѓе кои ќе пишуваат и вака и онака. Не знам дали се сеќаваш, ама на страниците на Дневник, како колумнисти, гостуваа неверојатни ликови. Неверојатни. Професорот Ѓорѓе Маријановиќ, цел живот дисидент и либерал. Љубиша Георгиевски, режисерот. Неверојатен интелект и така натаму. Ферид Мухич. Радмила Шекеринска. Не беше редовен Радмила Шекеринска. Ти кажам овие големите имиња во еден период. Чашуле. Вршковски. Чашуле подоцна. Значи, што направивме? Прво, буквално колумната како жарн, како нешто op-ed, opposition to the editorial, значи нешто спротивно или различно до редовачката линија, беше непознато во Македонија. И таму мислам дека прв пат прочитавме дека ставовите на авторот на колумната апсолутно, да, се негови и не кореспондираат со уредувачката политика и се оградува, демек, тоа се негови. Тој тип на стандарди во журнализмот, ја се земам малку повеќе криј, да се земам малку повеќе. Од каде го влечавте дизајнот и идејата? Од западната демократија, од западните системи. Конкретно? Ја некаде 95-та година, Естетиката и дизајнот. 95-та година бев на една двомесечна обука во Велика Британија, на еден visiting journalist програм, значи бев visiting новинар во медиуми таму. Колегата Дамовски исто така имаше тој тип на искуства. Што значеше тоа? Тоа значи вака да... Дозволи ми сега малце да бидам подраматичен, да не бидам стерео. Ви переа мозок, ве спрема да ја растурате Македонија, продавање името или што ти ја знам, или кој ве покани таму во Британија? Мене, јас бев во рамките на дописник на еден ньюслетер, тука, небитно, War Report се викаше, во тоа време имаше војни во Југославија, нели? 94-та, 5-та година и така натаму. Да. Со Миронски јас ми да работевме заедно. Односно бев неизин ствари дописник и во рамки на тоа бев таму. И прашањето е да, одговорот мој да, нешто се случи со мојот мозок, веројатно и со мозоците на повеќе луѓе што во тој период можеле да отидат да видат. Например, јас тогаш имав искуство, поминав едно добри 2 недели во Guardian во тоа време и отплика можев да видам како тоа изгледа, колку е тоа различно од ова што беше тука во Македонија. И сега во што е перењето на мозокот, јас признавам, нешто се случи веројатно со мојот мозок, можеби не перење, но веројатно некои жички се преспоиле, нели, од едни се врзале малку поинаку. Тоа е драматично многу. Одиш таму, слетуваш и првата работа што јас ја добив лаптоп на кој требаше да работам, доаѓам во петок, понеделник требаше да работам, а ја прв пат гледам такво нешто.
Значи за два дена морав да научам да работам на тоа чудо, да влезам во некоја редакција, Windows 95? каде што све после тоа кога почнавме, не, уште е WordPerfect, уште нема Windows, не постои. Имаш бланк, темен екран и така натаму. Тоа е време на Chief Writer, на во DOS системи. Може да замислиш кое време е тоа. Одиш во редакција во која сите работат на таков начин, гледаш како функционира една модерна, како се преломува весник, така натаму тоа е за мене беше своевиден шок во тој период. Битолчен Калверо. И јас имав се извинувам, малце на шега, ви скажувам, да. Ја бе фасциниран од Алиса, тоа. да. И можам да замислам и моето прво доаѓање во Лондон 86-та година, не можам да зинам. Но сакам да кажем нешто друго, па после 2-3 години кога ние стартувавме, после година-две уствари, стартувавме со дневник и кога доваѓа некои странци, имавме чат-пати донатори, нели она, ќе дадат некој грант, па компјутери ќе ни купат, па едно друго и така натаму. Имаш и такви, се разбира во тоа време. Не токави како денеска. Денеска те доминантно влијат, но во тоа време имаше исто така значено. И ќе дојда и луѓе, доаѓа и новинари, и се чудеа колку сме ние напредни, бидејќи пак ние кога се компјутеризиравме тука, ние веднаш тргнавме во некои, работевме во графички програми кои ни олеснуваа, ние поевтинуваа работата. Кој го правеше дизајнот? Бидејќи дневник имаше една убава работа, имаше многу подобар, почитлив дизајн за разлика од она што бевме навикнати вечери и Нова Македонија кој има така беа добри за своето време и така натаму, но дневник беше некако, како да ти кажам. Дизајнот не беше самоделски, така да речам, нели, самоправски. Јас и неколку тројца технички уредници копиравме разни семплови, примероци, направивме нешто и така натаму. Како што изгледаше, го менувавме често. Јас и подоцна кога сум правил весници, имам 4 дневни весници имам направено во животот, тоа не е малку, тоа е робија журналистичка. И позначно тоа ги нервирав колегите, стално што менјам, доаѓам, ќе ми текне сабајле ова, утре ова и така натаму. Просто сакав многу да има промени. Самоделски го правевме од повеќе причини. Има луѓе што не мислат дека беше тоа добар дизајн во тоа време. Сега кога гледам дизајнот јас во тоа време како фотографии од ова, се смеам помалку. Ние сме не би рекол, форматот и дизајнот беше добар, а јас се сметам за разлика од вака новинарска фела која многу со естетика не се занимава. Ја малце арогантен сум спрема тоа, мислам дека го разбирам затоа што го учев тој јазик на дизајнерите, не дека сум јас дизајнер, туку учев од дизајнери. Тоа беше многу различно. Дистрибуцијата беше нешто поразлично од све. Нова Македонија и вечер иде у 5 сабајле, камионите фрлено ово, она, па у 7-8 веста која е затворена, заклучена у 8. Дневник тргна со нешто сосема друго. У 10 навечер на раскрстница. Дури Нова Македонија, во еден период пред да се појави дневник и така натаму, имаше на раскрстниците колку за иштав, што се вика, нели, колку за оние што остануваа подоцна, имаше колпортери. Не знам дали се сеќаваш, а бидејќи си бил по тие журки лево десно, може би си видел тие колпортери шета околу трговски центар и така натаму. Имаше такви луѓе што продаваа некои весници, да е по кафани и така натаму. Така да тој пример го имаше, ама во една рудиментирана форма. Ние тоа го направивме од немајкаде. Бидејќи ние немавме шанса да влеземе во системот на Нова Македонија, кој имаше во тоа време 500 трафики на ударни позиции. Јанко, не знаеш што се да имаш 500 трафики. 500 трафики империја. Империја. Тоа е нешто, тоа е. Едино појако во тоа време беше тутун со 1000 трафики. Не знам дали беше појако. Не знам, но беше јако и тутун. Да. И сега ние се врзавме. Значи секое село имаше трафика во која ќе можеш да купиш Нова Македонија, вечер, цигари, мастики. Се врзавме со тутун, овој проект ни беше вамо, да речам, куќата на нашата стара новинарска куќа ни беше затворена, се разбира, бевме конкуренција, така се разбираше во тоа време конкуренцијата. Инаку да имаше малку повеќе идеи, памет и така натаму, но Македонија ќе не печаташе, ќе не дистрибуираше, ние... Сакаш да ти ја кажам, главната идеја на... Знам дека бевме и јас и ти на различен од другата страна на нишаните, исто така беше и со Младенов имаше конфликт,
долго време, идеолошки, политички и така натаму. Младенов ја даде најдобриот предлог што сум го чул во живот. Бевме заедно на летување и вака ми раскажуваше, тој 2000 година, ај ќе ги кажам сите работи. Ми вика, Јанко, прво ово да го кажам, како шокантно што ми беше, бидејќи кога се случи, вака седиме на лежалки, децата ни играат у песок и он ми вика, памти ми го зборов, ќе пуштиш телевизор и ќе гледаш како Лондон или некој град гори. Кога зборевме за политика. 6 месеци после тоа, неколку месеци после тоа се случи 11 септември. И ја потресен не му се јавив прво. А друго збореше оваа идеја, да бевме паметни. Дом на печатот ќе беше за сите весници. По еден спрат за еден весник. И сите да користат една инфраструктура, интернет, значи да се намалат сите можни трошоци, секој да си работи на едно место, а не дисперзирано, да се плаќаат кири ово она. Истото го збореше и за телевизија. Македонска телевизија прегломазна, 3 канала све. И тука е и Ја1 и не знам неколку локални телевизии да се изнареди и тоа беше, значи ми го образложуваше, вика штедиш на ресурси, штедиш на луѓе, значи техничката поддршка ќе ја користеа сите, максимално 100%. Македонска телевизија, ја ако не се лажам, имаше луѓе кои беа задолжени само за дизел пумпи да им ставаат у камионите. Преку 2000 да. И мене ми се допаѓа така да и ти тоа го кажеш, да имавме малку памет, ние ќе имавме јаки медиуми под исти кров кои ќе можеа сосема комотно да си работат. Таа филозофија на поделба на ресурсите, на поделба на политиките, уредувачките политики, така натаму победи и во Хрватска и во Словенија. И они помина. Најверојатно и тој пример ми го кажувал Младенов. Без пропаст, да. Инаку да ти кажам, пред да почнеме со дневник, веќе во завршна фаза на подготовките, ние се носевме со таа идеја. Јас тогаш бев кај председателот Киро Глигоров. Се не можам да се сетам кој од двајцата беше со мене или кој од повеќето, поголема група луѓе бевме заедно. И имено на председател Глигоров му реков, председателе, баш со тие зборови, ајде да не арчиме пари. Еве, како наша една идеја после понуда. Зошто да не го земеме ние под свое вечер? Ќе биде малку опозицијски, слободарски. Вие ќе си го чувате Нова Македонија весникот, ќе си биде по линијата и ќе почнеме плурализам и така натаму. И сеќавам на тој мој, можеби му се виде дрзок предлог, председател Глигоров, така ли сме, се насме хи, рече, ова, нема ние да арчиме пари, вика, вие ќе арчите пари за нас. И ја, ми е жал денес, кај што бев дрзок во тој момент, сум бил во 2-3 наврата, така, можеби дрзок или непристоен со председателот Глигоров, ама секогаш во една Добро, тоа збори дека си имал малци мадиња. Во лична комуникација, тоа не е голема не е голема референца. Му реков, председателе, гледаш таа, викам, голема зграда на Македонија, што нема да остане таа зграда, нема да постои ништо. Са зградата се уште постои, ама тама нема весници. Нема ништо. Нема ништо таму што е. Кажи ми, со колпортерите, колку имавте во пикот на своето работење, тоа е ако не се лажам 2000-та година? 2001 година беше пикот на нашата работа. Колку имавте колпортери? Тие сите беа и вработени или работеа хонорар или така? Не, тоа беа работеа на некој процент. Како ај опиши ми го само како беше дистрибуцијата? Почна дистрибуцијата со тоа што почнавме во Скопје и потоа се проширивме за Републиката. Чисто колку голема беше? Па во еден период дневник мислам дека покривавме некаде околу со се трафики, со се продажни места и така натаму, некаде околу можеби до 2000 продажни места имавме во оној период. А тираж? Тиражот беше страшен. Ние стасувавме до 100.000 тираж. Имаше една бројка 102.500, што ја паметам како најголема во 102.500 примероци. Има останато во сеќавањето. Продадени, невратени. Не, испечатени, ама да ви кажам, малку се враќаа во тој период. Малку се враќаа во тоа време. Тој периодот кога имавме, кога направивме дампинг со цената. Тогаш беше, ако не се лажам, беше 15-20 денари весник,
Вие го спуштивте 5 или 10 денари. Не се лажеш, Јанко, тоа е. Извини. Дампингот беше многу поголем. Кога стартувавме, Добре. кога излеговме од Нова Македонија, цената на сите дневни весници беше 30 денари. И од тогаш до денеска нема таква цена на весник. Добре. Ние излеговме и викам ај ќе бидеме поевтини, нели, тоа ќе биде компаративна предност и тргнаме со цена од 20 денари на пазарот. Последна година, 96-97 година, слаба работа беше. Имавме некаков тираж, но недоволен, далеку од нашите очекувања, замисли, независно новинарство, други ликови, колумни, вамо, таму. Све што ние вложивме, народов едноставно некако не можеше да го, веројатно не можеше да го платим, веројатно и времето беше тешко, или не знам што беше. Секој ден да одваја 20 денари е многу за него. Многу беше. А 30 беше цената. Така? На цена од 30 денари ние на една година по излегувањето на, значи во март 97 година отидовме со цена од 5 денари за примерок. Нова Македонија се продаваше за 3, ние за 5 денари за примерок. И тогаш организиравме дистрибуција, колпортери, како ќе го продаваме по улици, ќе шетаме лево, десно. Ама тогаш интересот се зголеми, така? И Ние доживеавме продажбата. шок. Буквално доживеавме шок. Не знам, стартиравме, не знам со колку, викаме колку да отпечатиме сега за првиот број на 5 Колку денари. е тоа сумарно на бруто квантум на пари? 100.000 тираж по 5 денари, 500, 5 милиони денари. 500.000 денари. Па не е тоа многу пари. Ние влегувавме, тогаш го намаливме бројот на страниците. Значи го намаливме на 16 страни весникот беше. Добро. Само 16 да ги скратиме трошоци. Но имавте и доста реклами. Дојдоа рекламите после. Тоа беше трикот, Кечот. Тоа беше кечот. Нема реклами без тираж, бидејќи ние единствената работа со што можеме да ги убедиме нашите потенцијални огласувачи беше дека имаме висок тираж, дека правиме некако квалитет, дека правиме поинако весник, реално. Ги покривавте ли севкупно трошоците на работењето? Да, секогаш ги покривавме. Имаше Колку беше потешки профитот периоди. тогаш? Најдобриот профит? Во некои 3 добри години, трите најдобри години до продажбата на ВАЦ, до некаде ова зборувам до 2003 година, правевме огромни профити годишно, можеби некаде до €1.000.000 веќе беа. Мислам дека во 2000-тите години веќе А колку беа расходите? Или тоа е профитот? Тоа е профитот, ти кажам. Вау, браво. Значи профит, такви профити и денеска се... Со колку души го само делевте да профитот? ви кажеме, вака, 40, околу 40% собствеништво имаше еден американски фонд во Македонија, СЕАФ Македонија. Тие беа стратешки инвеститори, има инвестиции во разни компании, фирми. СЕАФ Македонија. Директор на СЕАФ Македонија беше Владо Пешевски, министерот Владо Пешевски. И во негов период, кога тој беше директор, се случи таа аквизиција. Тие купија малцински удел 40%. 7 други собственици ги делевме остатокот од да речам од акциите од уделите. Океј, не сум тука за некое истражување да не, ви ништо бројам, тајна, ми бидејќи се во ова ние го... Во тоа време правите и некои интересни работи, например продажба на CD-а, да се зголеми продажбата, имаше интерес, филмови, например еднаш неделно филмот на Милчо Манчевски Волчија ноќ, пред дождот, така натаму. Ја уште и ги чувам тие, мислам, DVD-а и така натаму. Тоа беше интересно. Визардот и па нашиот... додадени антена или што ти ја знам. Имавме два прилога, антена и... Здравје? Не, сейчас. Меморија, магазин ли беше втори, како се велише? велише. Ја заборев. Имавме во петок и сабота прилози. Да. И тие значеа многу за растежот на весникот. Инаку овој тип на маркетиншки и менаџерски, да речам, проекти, трикови, ако сакаш така, му беа дело главно на Миле Јовановски. Тој ни беше од почетокот директор на компанијата. Он беше мастермајнд за овие работи. Па така се договоривме кога седнавме. Што прави сега господинот Миле Јовановски? Па Миле сега главно, он е неактивен од Мара, ја следи сценава и така се дружиме доста, но неактивен, работно не е ангажиран.
но прилично така добро следи целава сцена и има така активен е, барем во нашите кругови се дружиме доста. Продажбата на ВАЦ. Уствари, извини. Колку новинари работат во Пикот? Некаде околу 60 беше целата редакција. Новинари. Ако тоа да дадеме дел на дистрибуција, па ако на тоа овие не ги сметаме, уличните продавачи кои беа армија во еден период. Да, они работеа процент од продажба, така. И армија. Плюс во дел луѓе во печатницата, тоа беше сериозна редакција. Морам само да ги подсетам, ако некој помлад гледа, и да му кажам дека се случуваше, значи зборам помеѓу 97, 8, па негде до 2001-2 година, народ да чека во 9-10 часот на местата каде што се колпортерите во центарот на градот, не да ги чека да ги разносат кај ќе ги донесат вестниците, за неотпакувани да се купат, бидејќи тоа беше нашиот интернет. На продажните места се запишуваа по списоци за да има да знае дека ќе утре да има да си чекаат свој примерок. Види, тоа беше средба на, како да кажам, меѓу нас што го правевме весникот и самиот весник и читателите, тоа беше, ја го викам, љубов на прв поглед. Од самиот почеток. ВАЦ продажбата? Значи, во периодот кога влезе Малцинскиот содружник, 3-4 години пред некаде 90 годините, 8 можеби, овој СЕАФ Македонија, фондот, он ни каже една паметна работа, тоа беше одлична аквизиција од нивна страна и одличен проект. Они велат вака, ние сме фонд, ние влегуваме во компании со намера да ги развиеме, и мора се одаде признание и на СЕАФ Македонија и на лично Владо Пешевски, што го разви, што не разви како компанија во области во кои, како да кажем, што почнавме многу посериозно да работиме во бизнисот во неговиот период, но од нив ни беше кажано вака. Ние сме фонд. Ние купуваме кога е фирмата ефтина и кога е во најдобра кондиција ја продаваме скапо, односно своите удели. Мислам дека и Пепи така направи со Оннет. Они беа присутни не навлегуј, живе, ке го вакво, ама што се случи? Паметно е тоа. Ја издигаш компанијата, на крај ја продаваш. И некаде таму 2000 ден денеска како западен предприемачки, како проекти така натаму многу компании на запад и така функционира. Доаѓаш до една граница каде што веќе не можеш таков квантум на пари и на развој да направиш и едноставно е подобро друга корпорација. И во овие најдобри години, кога ние правиме милионски профити, проценува СЕАФ Македонија и Владо Пешки проценуваат, директорот нели, ова е најдобриот. Компанијата сега во најдобра кондиција и нормално, неизвести, ние продаваме нашиот дел. И тогаш формиравме нормално заеднички пакет за продажба. И ние рековме, ние ќе продаеме тоа заедно, идеме заедно во исти восмен, нели, и така натаму. Многу професионално го изведовме тоа, пронајдовме професионален продавач. Значи, експерт кој работи тоа, купува и продава компании. Наш човек или од нас? Не, тоа беше јужноафриканец од Лондон, базиран во Лондон. И почнавме да го продаваме, бар фирми и така натаму, така некако дојдовме до компанијата ВАЦ, Westallgemeine Zeitung групата, нели, и со нив некако се погодивме, се сеќавам Водохомбак. Тоа беше најтранспарентната аквизиција што воопшто е направена. Се околу дневник е многу транспарентно, се е проверливо. Колку беше продаден? 5 милиона евра. 5 милиона евра. 5 милиона евра. И другите два весника, Дневник, Вести и Утрински весник, исто така 5 милиони евра. Во почетокот не беше во план се купат тие други два весника, но луѓето дојдоа тука на пазарот, видоа дека сме 3 весника, бевме во конкурентска позиција. Значи, со Дневник додека идете, ги развивате и Вест, кој беше одговор на Киро Глигоров, зошто не ви го даде вечер, па го направите Вест, кој Вест го направија сам, многу поинтересен. Немаме ние Вестник. Вестникот сам се направи? Да. Вест го направија
вести и утински се посебни проекти. Не се во рамките на Не. Тие се посебни, тоа не беше наша конкуренција, ние на пазарот бевме конкуренција. така. Тоа што локомотивата сепак беше дневник Но немавте заеднички ништо, ни уредувачка, ни финансиска, ни компаниски, ни политика. финансиски, на така. Таму дури бевме различни и во Утински весник и во како стил, како се бевме прилично различни. Вест требаше да биде нешто како жолт, условно речено. Весник беше нешто помеѓу и германците тогаш ги купија и дојде тука прво дојде за нас, во продажбата на склучивме преддоговор и дојде Бодо Хомбах на една пресконференција во Гранд Хотел во тоа време, и објави ние ќе купиме дневник за цена од 5 милиони евра. И тоа беше шок за сите што го следа, бидејќи после тоа имаше во текот на преговорите имаше многу лавирања, трзавици и така натаму, но на крајот сепак завршиме со таа цена со која почнавме, со 5 милиона евра, ги одбивме сите обиди да ни се намали вредноста на производот. И сега што значеше 5 милиони евра за еден таков производ? Тоа значеше навистина многу, затоа што тоа беше огромно признание за нешто што вреди од компанија која во тој период имаше купено 32 дневни весници ширум средна и источна Европа. Ај малце за да забрзаме, затоа што Геро никогаш не си бил поинспириран за зборење, веќе саат и 4... Никој не ме прашал, Јанко, саат и пол. Јас се извинувам. Не, напротив, мене ми е само жал што немам уште еден саат, ја имам уште пола саат. И очигледно дека ја не планирав дека вака ќе биде интересно и ти вака елоквентен, па овие детали да ги дознаеме. Интересно е, кога дали имаше некаква клаузула, сега веќе лично те прашам, не мораш општо и детално и да се оправдуваш или што ти знам, ме интересира. Например, Пепи Чемерикич, кога го продаде Оннет, мораше да подпише дека со слична работа нема да се занимава, значи да прави некаква, интернет, телеком, било каква, не знам колку, 7-9 години или што ти ја знам, и добро го исплатија и така натаму. Си лета дрелици, си вози Тесла, животот му е спокоен, не знам колку му е поривот. Не се. Сакам да те прашам тебе, дали имавте таква клаузула, еве, купуваме вестник од вас, за сериозни пари, знам дека веднаш после тоа ти влезе со Велија, влеговте во проектот Време. Да. Немаше ли, мислиш ли дека ВАЦ се зезна што не ви рече, добро, еве ќе ве искешираме, ама нема да создаваш нов вестник или што ти ја знам. Такви клаузули на Запад ги има. Имав таква клаузула, се разбира. Јас имав и менаџерски договор, бидејќи бев главен уредник на дневник во време на продажбата. Имав такви клаузули, но ја ги исполнив тие клаузули. Сега јас заминав во време кај Велија Рамковски во 2005 година, а во 2004 година на почетокот поднесов оставка од местото главен уредник во Дневник. Веќе една година и повеќе не бе воопшто главен уредник. Освен тоа, во време не бев собственик, значи не бев во никакви собственички односи, нити бев директор, нити бев, немав материјално-финансиска одговорност. И освен тоа, се извинувам на гледачите. Да, дури некаде во 2006 година го почнуваме во конгломератот на медиуми или во групата медиуми на Велија Рамковски, го почнуваме Шпиц, нели? Каде што сум ја главен уредник, но тоа веќе добри 2 и кусур години после моето заминување од Дневник, така да, да, имав клаузули, ги исполнив тие клаузули и беше јасно дека јас нема да седам под маса и тоа беше всушност единствената реченица со која Велија Рамковски сериозно ме придоби да преминам во тој проект.
Тоа беше период во кој јас пишував колумни, веќе не бев главен уредник и на некој начин бев Кој беше главен под маса. уредник? Катерина Блажевска беше после мене главен така. уредник 2004 година. Велија ми кажа, кој ме направија понудата, заедно стројник не беше колегата Ѓорги Барбаровски, мојот добар пријател, тој беше кај нас во Дневник, нели? Местото не ти е под маса. Тебе, и местото на вистина не беше под маса. Нели? Сериозна структура разви Велија Рамковски и сериозни тиражи влечеше во тоа време, па она што го правевте со Дневник, мислам дека го мултиплицираше. Например, тие продажби, предпродажби, тоа маркетиншки го издигна уште повеќе. Не знам, сега ќе карикирам, нели, со секој број смоки, со овој број купончиња, со оној број CD-а, со овој број, стално имаше нешто што он завлекуваше. Потоа го направи ти неделно време, каде што првпат собра една багра од Копилјана, кој им даде простор првпат да пишуваат, што беше револуција жива. И некои постари како тебе. И некои постари како мене, првпат што се нафатија да пишуваат. Да. Тоа беше време на блогосферата, ако се сеќаваш, блоговите беа популарни. Ја влегов во една неверојатна авантура. Многу време се потроши на тие блогови и така натаму. Блоги станав ја блогер. И просто дојдов идеја дека тие луѓе треба да ги читат повеќе луѓе да ги читаат. И сакаш да ја чуеш нашата трагедија? Што се тоа е избришено, драг пријател. Знам дека е избришено. Ама тоа не постои нигде у свет, го избриша. Да. Го избриша. Така и влегов со вашата ценета Ина, кога реков дека е срамота, бидејќи она била тогаш уредник кога одлучила, па рекла година дена симнете си ги блоговите затоа што ќе биде избришено. Мизерија. Мислам дека никаде во свет блогови останати, барем се оставаат од историски аспект. Тоа не е многу. Беше на 30-40 луѓе во тој период, страшно интересни. 1 гигабајт, 2 гигабајта нека е материјал можел да стои у било која дупка. Мизерија. Да. Човечка мизерија. А тоа само покажува какви сме, кои сме. Не се. Таквите луѓе денеска кои уништуваат и кои зборам интелектуално, зборам економски, ресурси, ние уште ги гледаме остатоците, кожара, металски завод, стаклара и така натаму. Само збори за нашата мизерија на некадарност и неспособност, ништо да не одржиме. Нели па ќе речат еден, не знам, Велија Рамковски колку толку и заслужува почит од нула, почне од скреч. Сега ја треба директорот на пивара да го ценам, што пивара да му ја дам на утепано сакатен, ќе ја направи, тоа е профитабилно. Дај нешто што треба да се одржи. Дали ме разбираш дека... Инаку и компаниите од социјалистички тип кои ги преземаа нивните менаџери добро напредува, после треба и не тие луѓе да гледај една Шкода, бе, да не се лажеме. Volkswagen не ја спаси Шкода. Чесите си ја спасија Шкода. Така се согласувам. Сега, да не се лажеме, се работи за менталитет. Ние златни работи, и тоа не ги упропасти друг, не ги упропасти партија, ние ги упропастивме, бе. Ние ги упропастивме. Нема кој да ни е крив, никој. Ние сме се криви за све. Го изгубивме ова, го изгубивме она. Запечатените медиуми, за жал, не можам да го кажам ова, затоа што гледам дека е светски процес. Мислам дека и најстариот вестник во свет веќе конечно се затвори, не се печати. Заборев како се викаше, скоро ја прочитам веста. И тоа беше на неминовност со растот на интернетот. Како што умреа касетите, плочите, CD-ата, видеокасетите, Blu-ray-от, DVD, така умреа и вестниците затоа што еве ни го вестникот секој ден. Нашите вестници, Јанко, у Македонија, што умреа, вклучително и првенствено, и мене најмногу што ме боли всушност, нели? Дневник, там е мојата и голема емоција, и голема љубов, и голема болка. Не ти ја разбирам болката. Зошто болка? Па своеволно го продаде. Не сакаше го продадам, пропадна, го нема денеска. Не можам да сега да го земам внуков под рака, да му речам, ај кидеме дедо да купиме весник и да ти купам дневник и да му кажам
Ние што направивме во дневник? Доле пишуваше, Знам колку му замераше и на Орце, колку му замераше и на Пишуваше- Керим, зошто е упропастен не дневник. им замерам, не им замерам за Ама не можеше да продолжи да живее упечатено издание. Можеше да еволуира, да речеме, едино што не го свата, да еволуира како Плюс Инфо. После во еден- дневник се појавија уште дневни вестници во Македонија. Многу кратко трае. А Тоа е време кога Саше Политико спреми вестник да... тој траеше кратко, 7 дена траеше. Е така. Но се појавија вестници што трае полуга, еден, што ја го основав исто така Слободен печат, нели? Еве го трае уште. Поентата беше друго. Требаше да се дочека времето прво. Дневник и изданијата на МП Македонија загинаа поради политика. Тие беа политички инструментализирани и загинаа во тој процес. Океј, не е тоа многу славна смрт, али е смрт. Политички инструментализиран беа и Шпиц, тоа е мое мислење, беше и овакво и Дневник, колку можеби нивото на една слобода и либерализација како Југославија било малце поголемо, ама сите вестници во Македонија секогаш биле под нечија. Собствениците. Со Велја се случи тоа што се случи, тоа беше инцидент независно од Шпиц, време и... Немој да ми замераш за моја перцепција. Не. Инцидентот со Велја беше од друга природа. Знаеме што се случи со Велја и тоа немаше врска реално со вестниците. Така е. Сакам да кажам следно. Газдите на вестниците, а тоа е порака и за газдите сега, на тие што се уште имаат вестници. Требаше да го дочекаат новото време и да го видат, бидејќи не е точно дека вестниците секаде во светот умираат. Напротив, пред 2 години бе во Хрватска, малку во Словенија, во Германија, има вестници кои и тоа како нови изданија, кои тоа како добро се однесуваат на пазарот. Што е поентата? Зашто пропадна вестниците? Носењето на информациите, news gatheringот, значи продавањето на информациите го презема интернетот. Во таа смисла и телевизиите денеска се традиционални медиуми, тие се диносауруси. И тие веќе не продаваат вести. Продаваат сабелешни вести. Ние сите ги знаеме од нашите смартфони сабелешните вести. И тие веќе не продаваат вести. Продаваат сабелешни вести. Ние сите ги знаеме од нашите смартфони сабелешните вести. Газдите просто треба да се прилагодат сега како што требаше тогаш да се прилагодат на новото време. Треба да побараат мал пазар, ниш маркет, се вели тоа. Ниш маркет значи што? За се има пазар. Вестниците треба да продаваат нешто друго. Во она време наместо вести требаше да продаваат анализи, да продаваат приказни, да продаваат интервјуа. Денеска колумни. И колумните веќе се пасе. Нешто ново, постојано. Има многу изданија. Човек, да сум ја газда денеска на Дневен вестник, како што не сум, нели? Не бев газда ни на Слободен печат, иако сите ми кај на Геро вестникот. Така, не бев газда, не бев собственик, други беа собственици. Кој беа собственици? Драган Живковиќ, кој е сега собственикот, и вториот газда беше неформално, кажам, еден поранешен премиер, а формално беа други луѓе. Потоа тој дел се продаде на Српски курир, на газдата на Српски курир, и сега всушност е 50% се други газди, македонски од Драган Живковиќ и од српска страна веќе не знам, таму се направија некои промени точно. Драган Живковиќ, дистрибутерот на филмови што беше, што работеше во македонска телевизија, тој е Да, со Драган Живковиќ, да не го збориме и тој денеска се разбира еден од 20-та собственици. Се надевам нема некоја промена, ако има промена ќе видиме, но генерално тој е човек кој тоа го... Интернетот направи сите да бидат безвредни и сите вредни. И што требаше се направат? Не, во Хрватска има изданија. Во Србија има успешни проекти. Неделник српски, нели? Е успешен проект. Што е за тебе успешен проект? Не, добро, Геро, реторичка. Реторичка. Тиражите нема да се повторат. Да ги покриеш трешелците е преживување. Се разбира, но има... У овој момент, значи од
бизнис аспекте, боле угасни све, за да видиш што ќе изнесе новото време. Ова дишење е на апарати. Како да ти кажем, не. Што можеш ти да еволуираш со вестник, со печатено, освен да печатиш фелтони и колумни у овој момент? Или репортажи. Ама репортажи не можеш, затоа што не можеш да платиш. Нема поскапо од документарец. Документарец е најскапа работа што може у новинарство да се замисли. Патувања, камери, снимања, фотографии и така натаму. National Geographic може би да обстанува во некоја форма, ама тоа веќе не е ни вестник, туку е веќе некое, ајде да речам, на рап помеѓу книга и Јанко, магазин. весниците, ние по таа логика ние не треба веќе да печатиме ни книги. А не. А Тука гледам не на се сајмот слагам. на книгата има многу изданија. Не се чита на мобилен, на компјутер, на лаптоп, не се чита. Имаше Книга, Kindle, бара. па не пројде и така натаму. Уште пројде го имам колку што пројде и Kindle-от, така добар натаму. е, ама Види. нели, книга е книга. Има пазар, мал пазар, ниш маркет, специфичен пазар за печатени медиуми. Ако има секаде ниш, миш, како го викаш? ниш маркета, ниш Со Н? марк, ниш се пишува ницхе. Ницхе, Да. Ниче маркет. Ниче маркет, ниш маркет. Ниш маркет. Што значи тоа? Ќе ти го кажам пример на Браковелешки, што е ниш маркет. Добро. Ако ти во Браковелешки, ја обожавам да идам во фабрики, и Знам добро работиш и имаш доста реклами на времето. во Брако сум бил бар 3-4 пати. Настана рекламите. Имат реклами други, па не влегле во фабрика да видат како изгледа. Јас сум љубопитен човек и одам таму да гледам, тоа е неверојатно нешто. Така? Ти препорачувам, можеме пиеме кафе и така натаму и да видиш како изгледа фабрика, кај што има, например, ја верувам 100 милиони евра машини. Знаеме дека тоа е фабрика која произведе оние мултифункционални правосмукалки што се движат по улици. Тоа се сериозни возила, Сериозни возила. тоа се како камиончиња мали и така Не, натаму. све ми е јасно, да. И сега го прашувам газдата Андјуше во една прилика, ја гледам таа лента. Тоа има као мала лента за производство на, тоа не е како за Фиат лента, ама се знае како изгледа возилото. Да, Возилото јасно. се движи, овие штрафат лево, десно, и го прашувам, човече, ти викам, може да произведуваш автомобили? Нели? Тој вели, не сакам да произведам автомобили. Зашто? Е голем пазар. Зашто да произведува автомобили и да излезеш на пазар да се расправа со Фиат? А ти ми со збориш за Toyota? брувери, за локално производители на Моето. пиво. Не, он Нели, бара 20 барели пиво. Он вели вака, јас сум сватил дека има пазар на светов глобално. Тие машини што ги произведува не се во Македонија ги нема, ама ги имаш во Холандија, ги имаш на разни места. И дека јас сум сватил дека за тој пазар постои побарувачка, мал пазар за мала Сирија, некаде по светот, нешто што нема да го прави Фиат. Зашто? Зима Фиат глупости со такви ситници, нели и така натаму, ги Фиат работи на големо, на Toyota и така натаму. Тоа е исто приказната за медиумите. Значи весниците имаат мал пазар, телевизиите имаат свој пазар, различен. Приказната дека телевизиите ќе продаваат вести и со вести ќе ги купуваат гледачите, ја ви кажам, е пасе. Не јас што кажам не е битно. Битно ова го кажуваат стручњаци, експерти. Не, телевизиите ќе продаваат нешто друго. Тоа се веќе традиционални, сериозни медиуми. И што е најстрашно од сето тоа, најстрашно во наводници, дури ние порталите, јас тоа го кажам на моите колеги, луѓе што, и ние сме традиционални медиуми. Како традиционални медиуми? Најголем дел од вестите денеска ги носат реално социјалните мрежи. Најголемиот насаднаш купи, не агенциски куќи, туку Твитер, поединец. Апсолутно. Така. Апсолутно. И тоа е неизбежно. Погледнете војната во Украина. TikTok, Кажете Facebook. ми, дали си видел, ти си човек што следи медиуми, политика и така натаму, меѓународна. Всушност, сите следиме што се случува во Украина. Видел некој репортажа на BBC, на CNN, кај што паѓа бомба, кај што мртви лево десно, снимено од BBC? Све е тоа на мобилен. Све е тоа на мобилен, се е тоа Twitter, се е тоа. Што прави BBC CNN? Купува. Од локалните. Нема веќе стрингери и човек со камера пак иде сега. И се развиваат подкастите. Наместо скапите емисии продуцирани, Така е. 10.000 вати ќе трошиме, 3 камери, 5 души,
и така натаму, застанува еден со мобилен и прави емисија. И се што е приказот, ние кои се сапевме и кои се уште се И сапиме. идеш кај тој у брако, за телевизијска емисија, викаш, минимум е 500 евра. Му доаѓаш, му вика, брат, што даеш? Зошто? Не е Затоа што така. е подкаст. Тоа е- Сакам да кажам, Да. ја спушташ цената како што Дневник ја спуштил на 5 денари. Така е. Во таа смисла, да, цената на производството опаѓа. Реално Трошоците. цената на производството Трошоците. опаѓа, ама тоа е природно, затоа што опремата, ја сега купував цена за опрема за снимање видеа, видеопродукција и така натаму, бидејќи ние мораме да работиме, Доцниш. ќе развиваме. Доцни плюс инфо. Добро, ма ете ќе фатиме ние некако. Ти треба воз. некој водител? И сега ќе те бараме како гостин прво. И сега што правиме? Опремата со која се снима денеска и филмови во Србија е еден апарат кој не е поголем од... Ама каков апарат бе? Мобилниот завршува работа, па не Така па што апарат. генерално Разбирливо ми е. има една огромна промена во делот на побарувачката, во делот на она што го бараат, очекуваат луѓето, која се случува со нас медиумите или без нас се случува на социјалните мрежи. Нас не прашуваат. Твитер, никој не ни се јавува Твитер, треба да снимам ја нешто од сообраќајка, не луѓето снимаат. Има телефони и снимаат. Едноставно го има тоа како производ. Се случува огромна промена која сопствениците на медиуми, уредништвата, едноставно треба да ја разберат, да ја научат, да бубаат. Дали Сега јас сум у позиција да бубам, постојано Си бил бубам, по други учам. телевизии. Памтиш како беше по големиве телевизии? По 50, 60, 70, 300 души. Денеска нема повеќе. У било која телевизија, Како не? еве, кај мене моментално сме четворица. Еве, да отидеме у било која друга телевизија, у Канал 5, у Телма, у истиот период, ќе се прашам дали и толку има. Сакам да кажам дека веќе е неподнослива ситуацијата, а неподносливата ситуација на тој пат ќе донесе некаква промена. И телевизиите. И тоа нема да го направиме ни јас ни ти, може ќе следиме, ама ќе си дојде интуитивно, ќе си го направи некој. И ние, Јас сум уште млад. само дневна политика, да те свртам. Ние сме единствената земја, Трендо добро искоментира, кај што денес ке река, единствена либерал-демократ бара да се забрани социјална мрежа. Настрана колку е тоа се возможно и така натаму, и така натаму. Нешто не е настрана возможно, сето тоа. него збори за менталитетот кој го немаме. И пак ќе доцниме 5-10 години, затоа што со Дневник и со А1 бевме прогресивни. Не ме да го разбереме. Не ме да го научиме. Не сакаме да сватиме што е за тоа и живееме во уверување дека слично како и ме подсети, слично како и ова од инсайдерска информација, кога ние воведуваме Дневник по цената од 5 денари, нормално дознаваат, нели, ние мораме и да кажеме. И објавуваме од утре месец на Дневник, во месецот на Дневник ќе бидат цената 5 денари промотивно, поглупаво образложение сум можел да смислам у живот, ама и денеска не ми текне попаметно. Како да не се исплаши НИП Нова Македонија? Како да не се? Да не се исплаши. А зошто ти е гајле, дал ке се исплаши? Па седница на влада имаше за нашите кавги, па тоа. Па ќе отидат, ќе му стаат ќе му пропастат машината на Радко, ние сме капут. На седница на работничкиот совет, тогаш имаше работнички совет на Македонија, било кажано, рекоа тоа само месец дена ќе биде, нема да трае. И тоа просто тие луѓе не сакале да разберат што се случува. Дека се случува пред нив нос. Ние исти сме такви денеска. Не сакаме да разбереме што ни се случува. Има ли последно моје прашање и да ја затвориме емисија? 120 минути, стварно претеравме. Не претеравме. Јас сум осакатен. Ја имав порано многу слобода ако одлучам и по 3-4 сати да ги правам, а памтиш дека и сум правил по 3-4 сати интервју, но за жал ме ограничија, но може би и подобро така. Има ли работи што ги знаеш
а мораш да ги пречутиш. Што низ твоето новинарство, дневник, од атентати, од војни, од полициски притисоци, од, да речам, безобразни предлози, прифатени, неприфатени, и дали некогаш ќе се дознаат или некои работи за секогаш ќе си джентълменски ќе си ги однесеме со нас, или во некои можеби мемуари па ќе дознаеме кој го утепал Кенеди. Има работи кои за кои има работи кои ги премолчувам. Нема многу такви работи, но има работи. Дали се од тектонска... Не се од тектонска природа, се разбира. Не се тие поврзани, не морам да ги премолчам, сакам да кажам. Никој од тоа мене не го бара да ги премолчам, но ја во животот многу, како да кажам, се подпирам на некој принцип на, тоа го нарекувам принцип на лични лојалности. Значи има луѓе што ги сакам, има луѓе што ги ценам, со кои сме биле заедно, со кои сме од иста вреќа се усмејале. Многу работи се промениле во животите, еден бил на една страна, друг на друга страна, трет на трета. Што сакаш да ми кажеш? Сакам да кажам дека сакам и натаму да се видам со сите тие луѓе добар, фин, и некои работи морам да ги премолчам, бидејќи претпоставам дека и мене ми се отпишуваат некои долгови од минатото. Се надевам не многу. Значи, тектонско нема ништо. Нема апсолутно ништо. Значи, например, не знаеш кој го направи атентатот врз Скиро? Не, можам да претпоставам, но не знам. Геро, ми остануваш должен за уште една емисија за анализа за дневната политика кај нас. Јанко, во секој време. Многу брзо наредната недела, затоа што имаме таква небулоза, идиотштина ни се случува да... Јас се извинувам на гледачите ако очекуваат дека, бидејќи со господин Геровски обично правиме анализа, мене ме интересираат неговите опширни анализи, но мислам дека беше време да направам една емисија, како што направив, не знам, за Перо Антич, за неговата кариера, каде играл у НБА, ово, она, тимови, клубови и така натаму, и мислам дека, нека ти остане мојава емисија, еден документ, да не се објаснуваш многу ако некој ти бара. Еве каде. Ја мислам не си имал простор вака да ги... Па не, ме изненади пријатно, можам да кажам. И јас се изненадив пријатно. Ја поима немав, мислиш, правам ја нешто со план, интуитивно беше. Лажам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.